Најпрво, мило ми е што имаме една расправа за која што сите се согласуваме дека ова законско решение ќе биде од добробит за лозарите и генерално за сите производители и преработувачи, за да можеме да им помогнеме во едни вакви услови во кои што се наоѓаат. Со ова предлог на законско решение ќе им се излезе во директна помош на самите производители. Меѓутоа, мораме да поразговараме и во однос на она што се случуваше претходно и како треба да ги надминеме системски сите овие вакви проблеми на кои што наидуваме. Имено, ова го зборувавме и минатата година, ова го зборуваме и сега. Немаме дилеми дека мораме да помогнеме и дека ќе застанеме сите зад ова законско решение. Впрочем, сите и се усогласивме и со амандманот предложен кој што беше. И дека на овие производители ќе им бидат исплатени по дополнителни 3 денари по килограм винско грозје кое во периодот од 15 август 2021 година до 31 октомври 2021 година е предадено кај регистриран откупувач на винско грозје за производство на вино или за извоз на винско грозје во висина од 3 денари по килограм. Со оглед на ситуацијата во однос на откупните цени кои што ги имавме, овие 3 денари ќе покријат дел од трошоците кои што ги имаат во однос на дополнување на самата производна цена на грозјето, односно по килограм грозје, имајќи во предвид дека репроматеријалите ги надминаа оние дополнителни инфлаторни елементи и ставки кои што имаат и репроматеријалите се со зголемени цени дупло во однос на одредени производи, односно одредени хемиски препарати кои што се користат. Ова ќе им биде добре дојдено, но ова сакав да го поврзам со една друга тема која што секогаш ја разговараме, а е во склоп токму на вакво интервенирање, парцијално интервенирање со посебни закони, преку влечење на одредени средства од одредени програми, каде што предвидуваме финансиски средства и имаме финансиски импликации. Имено во даденото предлог законско решение имаме предвидено 270 милиони денари. Ова го кажувам бидејќи повеќекратно, повеќе време, сите заедно разговараме во однос на тврдување и воспоставување на интервентниот фонд кој што во последниот предлог на буџет за 2022 година со подолга дебата и расправа истиот беше прифатен, иако средствата во него беа намалени. Меѓутоа се отпочна со една постапка каде конкретно земјоделските производители нема да наидуваат на бариерите за адхок носење на решенија, односно адхок носење на поединечни закони за секоја состојба во која што ќе се наоѓаме, односно истите ќе се наоѓаат во однос на пореметување на пазарните цени со производната цена и трошоците кои што ги имаат за производство со пазарната продажната цена. Тоа што го зборувавме се докажа дека сите заедно можеме да ги надминеме доколку имаме консензус како на денешната седница, дека можеме да ги надминеме проблемите во насока на подобрување на условите, бидејќи истите се во незавидна состојба и се помалку од младите генерации се занимаваат со земјоделие. Интервентниот фонд кој што се воспостави ќе се надминат вакви. Еве, денес е доказ дека повторно мораме да расправаме за одредени законски решенија со кои што парцијално за одредени категории на земјоделци мораме да одвоиме одредени средства кои што ќе им бидат исплатени за да се надминат актуелните состојби во кои што се наоѓаат. Затоа апелирам предниот буџет, кога ќе имаме и за винарите, конкретно и за лозарите, и за сите други гранки, и за тутунарите, и за раноградинарството, за сите во интервентниот фонд кој што е формиран со наредниот буџет, да се зголемат средствата, за да немаме потреба од чекање на вакви процедури, да истите по констатирана, постфестум констатирана состојба во однос на вакви пореметувања кај секоја категорија на граѓани кои што се занимаваат со земјоделие, да мораме адхок решение да носиме за да можат надлежните органи да ги исплатат средства, туку да ги имаме
предвидено во самиот буџет преку интервентниот фонд, за да немаме потреба од носење на вакви решенија и многу побрзо граѓаните ќе доаѓат до, односно земјоделците ќе доаѓат до бараните и потребните финансиски средства и многу побрзо истите ќе можат да ги подмируваат своите обврски, а секако да го зголемат и своето производство и пред се да имат сигурноста дека некој стои зад нив. А тоа е државата и министерствата надлежни кои што се во склопот на владата, дека стојат зад нив и дека истите ќе им излезат во пресред во моменти кога им е потребно, како што впрочем ова и денес што го донесуваме е вакво решение. Затоа апелирам до сите пратеници и до сите надлежни институции, односно органите во составот на владата, пред се министерството и сите други надлежни институции, да се заземат за системско решавање на ваквите проблеми, да немаме потреба од бирократски процедури, предлагање од страна на пратеници, предлагање од страна на здруженија, предлагање од страна на земјоделци, па постапка до министерството или до пратениците, па ставање на дневен ред, па донесување на овие законски измени, па потоа реализација на истите. Многу долг временски период поминува и се во одредени моменти се губи и смислата на помошта која што сакаме да им ја пружиме на земјоделците, бидејќи тие се алката која што ни пружи, односно ни овозможува и ни произведува храна која што сите заедно знаеме и се согласуваме дека Република Македонија е земјоделска држава и имаме доста голем број на граѓани кои што се занимаваат со земјоделие. Затоа, уште еднаш ви повикувам да бидеме конструктивни во овие дебати, да бидеме конструктивни во однос на донесување на ваквите решенија и да не се надпреваруваме чии предлог ќе биде и како ќе биде. Затоа, ова е доведено од самите долгогодишни проблеми кои што се соочуваат самите земјоделци, но како пратеници да ги надминеме нашите политички гледишта и за добробитта на овие земјоделци да ги усвоиме овие законски измени и да можеме понатаму да продолжиме со системско решавање на сите вакви проблеми, бидејќи сведоци сме дека во текот на една година имаме многу повеќе жртви, односно повеќе категории на граѓани и земјоделци кои што се засегнати и затоа кога ќе дојдеме на вакви расправи, секој од регионот од каде што потекнува има одредени барања и сите се надмудруваме кој ќе биде оној кој што прв ќе предложи. Нема потреба од ова доколку имаме системски решенија. Ви благодарам. Дали некој друг